Можност за заеднички настапи и проширување на пазарот на Балканот. Ова е една од придобивките за кои зборуваат македонските винари, кои ги изложија своите производи на саемот во Белград. Сметаат дека преку контакти ќе може во иднина полесно да ги представат своите производи во соседните земји, па и пошироко. И годишно производство од 3,5 милиона литара со целокупен капацитет на визбата од 7 милиона литара. Во основа овој саем може би повеќе представува еден почеток на соработка на македонските, албанските и српските винари, лозари и винодистрибутери. Имаме можноста ние сами да настапиме таму и сами да ги бараме нашите пазари лично од фирмите. Наспроти тоа што би морале, да речеме, да се подпреме на една, две или три лица кои што се главни. Може би вниманието што ќе го привлечеме со оваа политика на Open Balkan нема да овозможи само ние сами да се пробиваме меѓусебно во нашите држави, туку и пошироко и широк свет. Од Агенцијата за развој на туризмот пак најавуваат можност за помасовна посета на гости од земјите на Отворен Балкан. Всушност Балканот е место кое е привлечно за туристи, само треба добро да се промовира и да се откријат неговите предности. Ние како дестинација треба да ја развиваме одржливост. Одржливоста во туристичката индустрија, таа може само да дојде преку руралниот туризам, екотуризмот, гастротуризмот, концептот и да не ги заборавиме винските рути кои што на Балканот треба да ги создадеме. Во наредните неколку дена заедно со колегите од националните туристички организации на Албанија и на Србија ќе работиме на заеднички проекти, ќе работиме на заеднички производи, а првото е што треба да го направиме да ги нацртаме рутите на Вранецот, да возможиме нови задоволства, но да возможиме исто така и нешто што ќе остане да се развива во наредните 5 до 10 години. Сепак, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе работи заеднички со останатите институции да ја создаде наредната стратегија во туристичката индустрија токму кај нас, која што треба да се преиле и на останатите земји и да овозможи одржливост на дестинацијата и во 2025 година да се гордееме на повеќе од пола милијарда долари во македонската економија, исто така повеќе од 4 милиона ноќевања. На саемот во Белград учествуваа речиси 400 излагачи и производители на вино од повеќе од 22 земји, пред се од Србија, од Македонија, Албанија и земјите од регионот, но и од целиот свет, Јужна и Северна Америка и Централна Европа.